Почитувани, власта на шверцерски начин, во ек на полициски час, ја извади калдрмата во старата скопска чаршија, символот на Скопје, без да ги праша скопјани, без да го праша еснафот, без да ги прашат лицата кои живеат во непосредна близина на чаршијата, сама во стилот на авторитарна власт реши да руши во време на корона криза. За власта ништо не е свето, нити спомените на занаетчиите, старите скопјани, нито пак на сите оние луѓе кои со години живеат овде и творат, а чаршијата им е неразделен дел од животот. Пред да бидат превземени било какви действија кои значат трајно менување на ликот на чаршијата, власта морала да спроведе јавна расправа. Оние кои велеа дека ќе дебатираат за се, сега покажуваат дека не дебатираат за ништо. Прават се како што сакаат, без да ги прашаат граѓаните. Ваквото постапување отвара сомнеш дека владата и локалната самоуправа нешто кријат. Затоа ги повикуваме на јавен увид да ги достават сите документи и јавноста да се увери дали се гради по планот. Воедно, додека корона профитерот Шилегов најавува дека ќе го руши Скопје 2014, тука заедно со неговата централна власт руши Плочник. А целата влада, инспекторатот се неми на градежната џунгла и здание што се гради кај некогашната Менада. И за ова Шилегов молчи. Молчи и Министерството за култура. Шилегов и Министерството за култура мижат и на десетици дивоградби среде чаршијата. Дали тие го преспиваат ова незаконие затоа што штитат бизнис интереси? И дали тие се на нивниот платен список? Вонредната состојба и полицискиот час не смеа да се злоупотребуваат и да се практикува самоволие од страна на власта. Македонија е држава на македонските граѓани, без разлика дали сме во вонредна состојба или не. Никој не е над граѓаните. Тие го имаат последниот збор. Одговорност за секаква злоупотреба ќе има. Министерството за култура должи одговори, а веќе одамна Шилегов должи оставка. Ви благодарам.